Уште од 1919 година Анри Ситроен имаше сон да направи автомобил за сите. Тоа му успеа со CV2. Сега, преку Citroen Ami, тоа ќе се повтори. На пресконференцијата по повод лансирањето на новиот градски концепт, целиот врв на двојниот шеврон беше крајно оптимистички настроен и не го криеа својот ентузијазам во врска со овој исклучиво градски автомобил кој е револуционарен по многу основи. Па да почнеме од почеток. Новиот број 1 на Citroen, господинот Винсент Кобе, се потруди да не запознае во детали со достигнувањата на компанијата. Лани на европскиот пазар Citroen оствари продажба од 835.000 возила. Бројот на продадените возила на марката е во постојан пораст и вкупно бележи 30% во последните 6 години. Како главни причини за тоа се лоцираат страста кон иновациите, популарноста што ги прави моделите на Citroen блиски до купувачите, а сето тоа е подлечено со атрактивен дизајн и комфорт. Арно Белони имаше далеку поенергичен настап објаснувајќи го новиот производ. Овој двосед, долг 2,41 метар, е наменет за сите еколошки свесни потрошувачи кои на прво место ја ставаат практичноста, нагласи одговорниот за комуникации со јавноста. Тоа е така и се уверивме и самите, бидејќи пропорциите и автономијата го кажуваат тоа. Ами не е нов концепт. Таквите возила се присутни со децении на пазарот, но ова е прво електрично возило кое има јасно дефинирани амбиции да биде прв и последен избор на возачите кои имаат потреба да се превезуваат во градски средини, но да имаат многу поголемо ниво на безбедност од конвенционалните скутери, мопеди и тротинети. Има автономија од 70 км, а максималната брзина му е 45 км на час. Батеријата се полни на обична електрична мрежа за 3 часа и нема никакви потреби од специјалните полначи. Едноставно се вклучува во штекер и толку. Голема предност е имплементирањето на модерните преносни и добро распространети технологии во внатрешноста на Ами. Тој освен основните команди и вентилација нема никаква опременост, па како е замислено да се потполни времето додека се престојува во него. Одговорот е многу едноставен, а тоа е смарт телефон преку кого се добива навигација, интернет поврзаност, па дури со купување на мал Wi-Fi звучник добивате и музика. Голема предност на Ами е што може да се вози без возачка дозвола, па е погоден за млади возачи. Легислативата во Франција и Италија овозможува ваквите возила да ги управуваат лица што наполниле 14 годишна возраст, а во остатокот од Европа таа граница изнесува на полнети 16 години. Ова е крајно погодно, особено ако се земе во предвид дека во Франција трошоците за возачка дозвола се најмалку 1800 евра. Ги пренесовме аргументите што ја оправдуваат револуционерноста на Ами, но тука не се опираат пријатните изненадувања. Во денешно време се врти околу финансиите и дали еден производ ќе биде прифатен и колку зависи од неговата цена на пазарот. Citroen Ami ќе се продава за 6.500 евра, но владата на Франција дава субвенции за овој тип електрични возила во висина од 500 евра, па Ami чини 6.000 евра, што е поевтино од многу скутери. Доколку се купи на лизинг, месечната рата е 19,99 евра, а кој не сака да го поседува, понудена е опција за временско споделување и чини 29 евроценти на час. Ке се продава преку интернет, но и во продавници на електрични производи. Овој концепт е прифатлив и ветува еден нов поглед кон електричните возила кои барем досега беа резервирани за оние со многу длабок джеп.